Овде сум. Која дупка си се скрил, бе? Што е? Што ти е, брецоне? Што си се задумал како магаре на мочење да простиш? Што ми? Ти како да не знаеш што ми? Знам, и мене како ми е секој ден иста песна, јас насокак, Мара насокак. Која Мара? Кај нас во селово скоро сите жени се викаат Мара. Мара на рака газевци. Сад да ме прашува како сум, што сум. Па најпосле го врти муабетот за Мара наша. Да, колку години направила, нели е време за мажење. Ако помине уште неколку години, не ке сме можеле да ја омажиме, ке ни останела стара мома. А ти што и рече? Јас не ја остана вкусо. И вела, Маро мори, свој леп јадеш, туѓо гајле береш. Во право е жената. Годините на Мара и врват. Ако пооди мома уште некое време, ќе ни остане дома домазла. Така е. А чаре? Да ја промажиме некако. Како бри ќе ја мажиме? Каде и да ја омажиме, ќе не посрамоти. Ќе ни ја вратат. Така. Има лоша мана, од лоша по лоша. Кај не ја носевме на бајачки, на гледачки и ништо чаре не најдовме. Се изнаработавме ко дрварски магариња, нит домаче, нит пиперче ќе каснеме. Колку дожд. Цела бавча ја зале. Кај падна тој меретен град? Брем едно пиперче да останеше. Можано. Ја нема козата. Останала само ортомата. 100 пати ти реков да не му ја оставаш козата, ќе направи некоја белја со неа. Нит коза, нит Бранко. А, Господи, зашто вака ме казни со него? Сега кај да ги барам? Кај да ги барам? Нема чаре од прдењето. Така вели и попата нас. Велицоне, нема спас за прдењето. И тоа било од Бога. Вели човек кога ќе прднел, му се олеснувал стомакот. Не бива, цуно. Ќе ни остане немажена ќерка. Прдлива, не прдлива, мирисало, не мирисало. Ќерка ни е, ја трпиме. И да ја омажиме, ќе не посрамоти пред сватовите, ќе ни ја вратат, ќе прдне, ете ти го срамот. Да направиме вака, Како? да и најдеме некое недоветно момче, некое што не е јарен со умот. Да му ја тупосаме, а после тој нека си ја чука главата. Каде да најдеме такво момче? Во нашево село нема такво недоветно. Ќе најдеме такво, ќе омажиме, а ние ќе избегаме од селово. Ама јас првин да ја извикам таца од Чешајгазе
да ја разгласи ни селово, оти сме се расправеле, оти ти си сакал да одиш на печалба, ама јас не сум ти давала, па ти си ме избркал од дома, па си заминал на печалба, па јас пак сум морала да избегам кај сестра ми в град. Не бива, Цоно. Кога ќе се вратиме, пак ќе ни ја вратат. Да, така е. Знаеш каква мисла ми чукна сега в глава? Каква? Што не поедиш ти во другоно село, кај оној подводаджија, како му беше името? Левко. Левко, да. Кој Левко, бре, Цоно? Оној што на прекар го викаат волот. Само тој ако се зафати, ќе ја омажи. Ако треба, ќе му го дадеме и нивчето до кај црквата. И така не раѓа ништо, камења, ни се ора, ни се копа. Арно. Ама нивчето не ми се дава. Тате мене ми го остави. Те, бре, Цоне, не се стегај толку. Ако треба, ќе му се даде нивчето. Татко ти така веќе се превртува во гробот. Ама тате ако се налути? Тате, ако сте налути, тој па што човек беше? Фустанџија, пијаничиште. Леле, Господе, греф не пишувај ми. Слушај, фаќај магарето и не думај се многу. Добар ден, бабички. Што рече? Море, баба, е гула куцепаница. Добар ден, велам, бабичке. Бабичке. Јас те слушнав како некој срамен збор да ми рече. Не. Ти не си од нашево село, а? Не сум од ова село, од другото село сум. Од ова село сум јас, од ова село. Велам, од другото село сум. Чие си бре пилети? Татко ти како го вика? На Дончо Пискуло. На Дончо Пискуло си ти? Леле! А бре, што стука беше татко ти, бре. Каде одеше, само прдеше. Јако беше тако... Многу го сака жените. Многу. Што жени преврте во сите села околу. Леле! Мажите се собира, сака на суд да го дава. Доне. Што мака имаш ти, а? Голема мака имам. Куќата на Левко ја барам. Море, синко, како така ја бараш душата? Како се земало така душа? Велам, куќата на Левко ја барам. Левко! Ама кој Левко? Ние тројца Левковци имаме тука. Оној Левко... Да не го бараш Левко волот, оној на водаџијата. Него го барам. Убаво. Кој ја измисли, Господ здравје да му даде. Ако го бараш Левко волот, ќе си продолжиш вака надолу, кај она високоно дрво, лево, и ќе држиш лево, четвртата куќа е лево, на Левко волот е. Фала многу. За лек ја пијам, синко.
Екимот ми ја даде. Ови не е јака, вода е појака од неа. Добар ден, момче. Да те прашам нешто? Дал ти Бог добро, човеку. Сигурно бараш некој. Левко го барам. И јас сум да немаш некоја мака. Голема мака има, многу голема. Што ме таква работата, ајде со мене. Ајде. Едно прднување, едно леснување. Господе Боже, помогни му на цонета мој со Арно да ја заврши работата. Мајче, што се молиш сред бел ден? Така нешто ми натежна на душава, па си реков да се помолам на Дедо Боже да ми помогне, да ми олесни. Земи си од Леблебиева и од Локумот. Преснесе вчера од град ми ги донесе ордан тури подпечи. Си има мака. Голема мака. Гајредде, за секоја болест има и лек. Што мака те донесе кај мене? Имам ќерка, не е мажена. Значи не може да најде момче за мажење. Така некако. Ама има голема мана. Многу е голема или помала? Што е толку голема маката? Девојчево е прдливо. Каде оди, прди. Ете заради таа мана не можеме да ја омажиме. Таква ми е маката. Па дојдов кај тебе за помош. Како ти беше името? Мене? Цоне ме викаат. Слушај, Цоне. Сум мажел и сум женел секакви. Крастави, келави, ама ваков случај досега не сум имал. Ќерка ми не е со такви мани. Ако и пронајдеш момче, какво и да е, дури и со умот салам да не е, и за него ќе ја дадам. Џабе ќе си го трошам времето. Пет лири, ако ја завршиш работава. Не. Не можам, земи си ги парите. Ако ми го омажиш девојчево, покрај овие 5 лири, ќе ти ја дадам и на љубавата нива. Рака да фрлиш, рака ќе никне, толку род дава. Цоне, на голема мака ме ставаш. Велиш и нивата ќе ми ја дадеш. Така е, 5 лири и нива. Добро. Ќе гледам некако да ти ја тргнам маката.
Дарот што го даваш не е мал. Во ред? Остави ми ја таа работа мене. А лав нека ти биде. Ај, мајката. Слушам и не верувам. Ова вистина прди. Кај си, козо? Мацо, дојди мамо. На. Дојди. На. Кај е да ова козо ми, кај е. Мацо, на. Дојди мамо, дојди. Ај, дојди. Не, кај бе ова козо? Еј, само ако ја најдам, ножот не и гине. Вака, цел ден да ја барам? Не може. Козо, кај бе ова? Стојане, добар ден. Како нарачан, тебе те барам. О, Левко! Повели, седни. Почини си. Левко, одамна се немаме видено, се заборавивме. Како сте по дома? Арни, живи, здрави? Арни, штом лебот го јадеме, сполај му на господ Арни сме. Туку вие како сте? Работава ич не ни оди, Левко. Што така, де? Така, тешка работа. Со Божана моја, нели, останавме сами, како кукавици. Годините помина, младоста помина. Ми кажа Божана, сте изгубиле козата. Мерет на коза. Нит се води, нит се кози. Се изгуби тука низ дрмиве. Од дизутрина е барем. Да не омрсил некој волк муцката. Господ знае. Нозеве ми капна од одење. А Ванчо како е? Ванчо. Откако замина на печелба во Влашко, нит писмо, нит абер. А Трајан живи срамој, уште е домазет. Овој пак најмалиот, тој замина в град. Тој ниту еднаш не дошол кај нас, да не опсуе. Ете така, работата ич не ми чини. Ке се опреј работата, ке се опреј. Туку Господ да ни дадеше една керка. Со Божана да имавме керка. Туку се машка челат. Мајка ми Арно велеше. Тешко на оној што нема керка. Керка каква и да е, ке трча по родителите. Така си е. А она мојата мака со Бранко ја знаеш. Него Господ со умот го казни.
Како рекол Господ, така е. Отец Арсений вели, Господ не греши. А Бранко твој велиш, ич не се опреј со ум. Кога е арен, кога не е арен. Трчам по стоката, трчам по него. Кога заврна оној силен дожд, ми ја поплави бавчата. И отидовме со Божана моја да видиме што е со бавчата. Му ја оставивме козата да ја причува. Се враќаме нит Бранко, нит козата. Бранко, браните сомлеле, Бранко. Ете, Господ како ме казни со него. Ке има спаси за тебе. Му го најдов јас чарет. Левко, не си играј мајтав со мене. Знаеш во каква каша сум со него. Пред некој ден, кај мене дојде Цоне, на Дончо Пискулот син му. И тој со мака како твојава. Ми вели, Левко, барај чаре, ми остана керката немажена. И ми ја кажа маката. Ми вели, Левко, како знаеш да ја омажиме? Какво и да е момчето, само да ја омажиме? Па да го сториме, Бранко твој со жена. ти како мајтав да си играш со мене. Нели знаеш дека детето не е во ред со умот? Не бери гајле за тоа. И керката на Цоне е со голема мана. Што мана има таа? Кажи, пријателе. Не знам како да ти кажам. Може ќе ми се смееш. Кажи де. Бев, видов со своји очи. Убава, стројна, лична, работлива. Ама маната е голема. Слепа ли е? Саката ли е? Глува? Не, ништо од тоа не. Прдлива е момата. Кај оди, прди. Ете, тоа е маната. Ама знаеш што? Ти ќе си се сториш со снаа, Цоне ќе се стори со зет, а тие двајца ќе си ги трпат маните и ќе си живе. Така е. Бидува работата или не бидува? Како да не видува? Барем снаа ќе ми се шета низ дома. Куќата нема да ми биде затворена. Што ме така? Да претрчам јас до кај Цоне, да го израдувам и него, а в недела здравие од Господ да одиме и да ја завршиме таа работа. Кондури даваш? Кола е работа. И качкете од мене. Работава не е за чекање. Ајде. Ајде. Така. Овие се на Струјна, на Трајко Брзиот. Таа помина 6 пати. Овие се на Левко Волот, тој помина 5 пати. Овие се на Мара Тушла, таа помина 4 пати. Море, ама се разджагурил навозот денеска, бре, никој дома не се бре. Сега се разбравме. Добро утро, баба Епсиманио. Што велиш? Добро утро. Добра сум, добра. Додека ми е лекот, арна сум. Ти, закај си ги стегнал опинциве толку рано? В град ќе одам. Таму ќе кршам глава. Ќе одиш на слава? В град ќе одам, в град. Паднало град? Кај паднало вре не сум видела? Мори на Цоне керката ќе одам да ја мажам. Не те лажам, море синко. Не те лажам, на вистина не бидов град да падне. Еве види небово како е чисто. Држи написи од Божјиов лек. Фала ти, нека ти придаде Господ. Главата од сношти ми е бутин. Туку остани ми со здравје и број кој колку пати ќе помине. Ајде, со здравје, со здравје. Еве му нему 6 рецка. 6 пати помина денеска. Море, Левко. Мислиш, не те слушам јас. За такви работи толкави ми се ушите ми се отвораат. Знам јас дека не одиш ти в град, туку ќе го мажиш на Цоне Пискул девојчето. Си се напијам јас. Божји лек.
море да ми даде Господ уште едно 3-40 години, па да им го гледам се игрот на сите. Кај е човекот, бе? Кај да е ќе дојде, оддалеку иде човекот. А ти, немој да те фати некоја јанза, па да почнеш да се клиштиш како некоја будала, пред сите таму има да те тепам како магаре, да знаеш. Се изначекавте, луѓе? Кој чека, ќе дочека. Ајде да одиме, времето си врви. Ајде. Ајде. Не. Уште ги нема. Ќе дојдат ли, бе? А? Ќе дојдат ли? Ќе дојдат. Мори, Маро. Маро, немој пред сватот и пред сваќата да ти се испушти. Стискај го колку што можеш. Мамо, Што? а да го пуштам малку. Леле, Цоне. Леле, ке не постане. Маро, држи го колку што можеш за себе. Ќе го држам, ама тоа само излегува. Епа, луѓе, да почнеме да ја тераме работава за која што сме дојдени. Најпрвин да ги прашаме младите што имаат да си кажат еден за друг. Еве, ти Бране, ја сакаш ли Мара за твоја жена? Ја сака. А ти, Маро, го сакаш ли Бранко за твој маж? Го сака. Епа, бидна работата. Бране кажа дека ја сака Мара, а Мара кажа дека го сака Бранко. Да се живи и здрави, па за месец дена да направиме една свадба и за една година едно машко дете. Чунте, Господ Левко, за еден месец свадба, за година машко дете. Да си ја бацам невестата! Сонто ме тепат, Мори! Тепа ме! Да не седнеш, седни. Цоне, уште пушка да имаше, па да разгласеш. Да пукнат душманите. Така. Маро, Нори, Кирко, ајде, донеси го локумот. Така е, Цоно. Треба да видиме колку снаата е работна. Како првна! Тонко ме тепат! Маро, Нори, Кирко, ајде, донеси го локумот. Маро, ајде, првим бакни му рака на свекорот. Маро и на свекрвата, ајде. Што чекаш, Маро? Кафето! Филџаните се во другата соба. Ајде, носи. Цоне, за нивчето сакав да те прашам. Речено, сторено. Со здравје да си ја ораш. На здравје.